Да, се враќаме во студиото. Како што најавивме, го вклучуваме Виктор Канзуров, новинар го вклучуваме него од Софија, од Бугарија, моментално е таму. Канзуров, прво чисто да видиме дали се гледаме, дали се слушаме. Ние вас ве гледаме и да видиме каква е врската, дали се слушаме. Добар ден или добро утро, тука веќе мина пладне. Јас ве слушам, но потивко, се надевам дека ако вие ме слушате, се надевам дека ќе биде окей разговорот. Да, сакате да кажете таму минало пладне дека Бугарија нешто понапред од Македонија, во се сакате да кажете, да имплицирате или? Еден час понапред е со времето, со некои други работи малку повеќе. Македонија е во подобра ситуација, иако и тоа е дискутабилно во однос на стресот. Нема стрес во Македонија, тука барем во Софија има. И тоа е поспокоен е животот во Македонија. Ама тоа значи дека тука луѓето се попродуктивни на работа, повеќе се мачат, помалку има такви кои се на државна работа во државна администрација, нели, ниша и врата, земи плата. И тоа долгорочно можеби пак е бугарска предност, сега предноста на Македонија очигледна е во фудбалот. Вечерва е денот за големото решение, нели, за фудбалската репрезентација на Македонија, додека Бугарија вечерва ќе се обиде да ги освои првите бодови во овој квалификационен циклус во мечот дома со Грузија. Па да, добро, барем за нешто имаме што да се радуваме ако немаме на тој евроинтеграцијски план, ајде да речеме. Канзуров, да. Јас се вие често вака, мислам често, неколку пати разговаравме низ овие емисии, некогаш во живо, некогаш вака, за жал, онлайн би било подобро да сте тука, еве, кога ќе дојдете во Скопје, ќе организираме да дојдете и во живо, мислам дека е подобра конверзацијата. Разговараме, анализираме, некогаш се караме помалце, но сепак сето ова е една добра конструктивна дебата, бидејќи знаете како да имаме тука во Македонија, барем не знам како е во Бугарија, како една дебата на глуви или еднонасочна дебата каде што ние тука си разговараме самите меѓу себе колку сме ние добри, колку се другите лоши и така натаму и си тече, си врви времето, некако не ги слушаме аргументите на другата страна. Гледаме дека со Бугарија сме некако заглавени во процесот. Јас барем не гледам дека постои некаква назнака дека работите ќе се одблокираат. Па еве да ве прашам, што се случува во Бугарија на тој план? Во Бугарија се случуваат меѓупартиски престрелки меѓу власта и опозицијата, но оваа тема за односите меѓу двете држави не суштествува во јавниот живот многу ретко и мислам дека тоа е добро, бидејќи овде во Бугарија владее тоа клише дека се што се случува лошо во односите меѓу Република Северна Македонија и Бугарија, дека е продукт на некакво српско влијание и дека фактички Белград и преку Белград и Москва го сопираат евроинтегративниот процес на Македонија, преговорите и дека тоа е како, не знам, како во некој пијалок на луѓето, некој србин да им става нешто и тоа така е прифатено, значи владе една тотална неподготвеност да се прифати другата страна таква каква што е. А за тоа помага тој антибугарски сентимент кој владее во Македонија, значи никој од поинтелигентните па и од поглупавите бугари не е наивен да не свати дека штом ДПМН на Мицкоски добива најмногу гласови, во опозицијата зема замав така наречената левица, значи две шовинистички антибугарски партии, во кои
во кој не само што има голема омраза кон бугарскиот народ и кон бугарската држава, туку влада едно идентификување со тие историски фалсификати од времето на југокомунизмот, дека револуционерите од историското ВМРО од отоманскиот период и преродбениците од 19-тиот век дека се чувствувале по народност македонци, а не бугари какви што биле. И штом тие партии добиваат најмногу гласови и најмногу и на таа основа, затоа што темата за односите со Бугарија беше присутна и во последната кампања за локалните избори во Македонија, и тука го имаме и така наречениот СДСМ, кој до пред 1,5 година беше на власт, сега е во опозиција, кој им служи на владеачките структури како спотер партија. Знаете, како деца, ако сте играле джамли, она джамлијата што ви е цела, не можете да ја погодите или премногу сте далеку со својата джамлија, треба да удрите некоја джамлија до неа за да се погоди, така што таа партија служи како спотер и е само поумерено антибугарска. Значи поумерено од ДПМН и од левица, со тоа што и таа загатна за некакви црвени линии кон Бугарија. Тие црвени линии од парламентот во Скопје од пред неколку години знаеме какви се. Тотална идентификација со историските фалсификати од времето на Југославија. И така работите не можат да тргнат напред. Јас колку што можам да следам од емисиите во Македонија, веќе и оваа тема не е толку присутна како порано. Просто мислам дека општеството се помири, дека нема да има напредок во блиска иднина. Да, не е присутна, дури има тези дека она што СДСМ го направи пред локалните избори во поглед на таа фамозна резолуција за која ве зборувавме и со претходниот соговорник, дека било направено дали е во согласност со ВМРО ДПМН, но секако дека им одеше во корист, чисто да ја извадат темата пред избори, да добијат уште некој поен плюс, но секако не е актуелна како што беше пред 2 години, да речеме. Јас со вас нема да навлегувам сега во историски дебати, иако не се согласувам со дел од она што вие го зборувате, бидејќи не сакам сега да оди емисијата во тој правец. Ќе зборуваме за она што е очигледно, што е видливо, а тоа е дека ставот на Мицковски и на ВМРО ДПМН е дека тие барат одредени гаранции од Европската унија или од Бугарија во поглед на македонскиот идентитет. Имено дека Бугарија нема понатамо да има никакви идентитетски барања во однос на македонците, кога се зборува за евроинтеграцијскиот пат. Од друга страна, од бугарски представници, не слушаме директно одговор на тоа, но тие велат, видите, преговарачката рамка е таква, договорот е таков, протоколот е таков и дека има уште многу прашања кои треба да се отворат, со што на некој начин имплицираат дека сепак за идентитетот ќе се зборува. Се согласувате ли вие со оваа констатација, например? Јас за жал многу слабо слушам, се надевам дека барем вие ме слушате. Мислам дека го слушнав прашањето. Ние одлично ве слушаме, да. Одлично ве слушаме. Да, добро. Ако случајно во Македонија се повтори да има режим како тој на Груевски, зборувам за последните години на Груевски, или да речеме некаде од периодот 2008-2009, кога ја зацврсти власта, а последните неколку години од неговото владење, дури европските институции го нарекоа тоа хибриден режим или заробена држава. Сега, ако се случи да има таков режим, или не дај Боже некаков фашистички режим, или нацистички, или комунистички, тоталитарен да воспостави Македонија, а некој даде гаранции дека
секако ќе влезе во Европската Унија. Што треба да направат тие 27 членки на Европската Унија? Да прифатат таква држава. Значи, такви гаранции не можат да се даваат, не се давале на ниту една држава кандидатка за членство во Европската Унија и во иднина на ниту една аспирантка нема да се дадат. Значи, дури надвор од етнонационалните теми, надвор од темите поврзани со толкувањата на историјата, надвор од темите поврзани со уставната поставеност на една држава, дали има граѓански устав или устав во чија преамбула се споменуваат етнички заедници, такви гаранции не можат да се дадат. И секоја држава кога се зачленувала во Европската Унија поминувала низ болни промени. Само земете ги последните 3 членки, Романија, Бугарија, Хрватска, какви се работи требаше да направат. Хрватска на Германија ги испорача последниот хрватски шеф на тајната полиција од времето на комунизмот, кој беше прв шеф на тајната полиција на Хрватска во времето на плурализмот, исто така и нејзиниот кадар Мустач, кој беше шеф на југословенската тајна полиција последен, затоа што беа осомничени дека во Германија организирале убиството на емигрантот Стјепан Ѓурековиќ. Хрватска исто загуби еден добар период, не сакајќи тоа да го направи. Нели, не навлегувам во судскиот процес во Германија, кој мислам дека е завршен, и тие двајца беа осудени. Бугарија, еве ќе ви дадам пример, стана членка заедно со Романија на 1 јануари 2007 година и беше прогледано низ прсти затоа што реформите во правосудството не беа завршени се уште. И сега јас да ве прашам и вас и секој гледач, што беше подобро? Дали не беше подобро Бугарија да почека уште некоја година да се завршат реформите во правосудството по теркот на критериумите на Европската Унија? Ако тоа се случеше, ние сега немаше да ги имаме овие проблеми, дури овие меѓупартиски престрелки меѓу партии од власта и опозицијата во Бугарија, за кој реков во почетокот на нашиот разговор. Кога ќе погледнете во суштината и содржината на тие полемики, се сведува околу поставеноста на обвинителството, на главниот обвинител, прокуророт, тука што го викаат неговата зависност од политички структури, која потоа се рефлектира во разни други зависности во целото општество. И состојбата со правосудството во Бугарија не е во ред и ден денес. И мислам, не само што не е во ред, туку би рекол дека тоа е како рак кој одвнатре го разјадува бугарското општество. И мислам дека можеби и други луѓе така мислат, не само јас, дека можеби лоша услуга Европската Унија и направи на Бугарија, што во тој сегмент и прогледа низ прсти. Потоа го имате оној граничниот, за мене смешен спор меѓу Словенија и Хрватска за неколку таму, сега фигуративно кажувам, неколку квадратни метри на Јадранското море, каде што исто требаше медиатори да се замешуваат. Словенија, иако беше членка на Југословенската федерација и нејзина наследничка, а Југославија со Италија, мислам, 75-та година Осимските спогодби ги подпиша. Повторно требаше да подпишува со Италија договор кој ги отвори вратите за влез во Европската Унија, договор кој го почитуваше. Да не одиме подалеку од последните случаи со Албанија и Црна Гора. Мислам дека проблемот, знаете, во Македонија е што истражувачкото новинарство, не само во Македонија, секаде е скапа работа
и очигледно редакциите и новинските куќи, телевизиските куќи скапо име да се инвестира во истражувачко новинарство, но некаков убав прилог не достига за тоа низ што се помина Албанија и Црна Гора само последните години од борба со градежната мафија во Албанија. Тоа не секој политичар би ризикувал да го прави. Реформи во Црна Гора која специфичен етнички состав има, каде што оној дел од населението кој не е мал, кој е со српски идентитет, повеќе влече на проруската опција, па дури би рекол и прокинеската во денешно време. И видете, тие држави кои во одреден период заостануваа зад Македонија. Црна Гора е 15 години подоцна од Македонија стана независна држава во 2006 година. Албанија, знаете дека последна од источноевропските земји воведе плурализам, дури 91-та година имаше најтежок комунизам. Некаде средината на 90-тите, дури втората половина на 90-тите години имаше една приказка која е многу блиска до вистината, дека владата во Тирана ги контролира само 100 метри околу незината зграда, дека владее хаос. Да, Канзуров... Оружјето, знаете што се случи со касарните во Албанија, кога Канзуров, не знам дали ме слушате. Целото оружје беше земено. Канзуров, не знам дали ме слушате, но за жал... Видете сега каде се тие држави, а каде е Македонија со овој антибугаризам, каде што еве и вие сте принуден да речете дека не се согласувате со моите погледи врз историјата, ама тие не се мои погледи, тие се погледи на целиот свет. Канзуров, знам дека не ме слушате, затоа не можам да ве прекинам за жал поради врската, но за жал емисијата немаме веќе време заврши, ќе ви се јавам после емисија, ќе ви кажам. Ви благодарам за ова вклучување, а почитувани, ова е крај и на Студио 10. Ви благодариме на вниманието и довербата. Останете со програмата на Телевизија 24.